разговараме на една многу интересна тема. Представници од Буба клуб Македонија се тука. 13-ти роден ден ќе прослават со собир на љубителите и колекционерите на незаборавната Буба. Една од најубавите коли, мислам дека што постои, нема човек што не ја сака, од најмали до најстари. Со мен од мојата лева страна Елвир Садиковиќ, подпредседател на Буба клубот Македонија, и Тиберije Киријас, председател на Буба клуб Македонија. Добро утро. Добро утро. Да, официјалниот дел се разбира пројде, но вие сте колекционери на буби и љубители на буби. Колку ве има? Може да почнеме, ајде. Ајде, јас ќе почнем. Добро утро вам и на гледачите на македонската телевизија. Колку ве има во Македонија прво? Не има многу. Генерално љубители на олтајмери не има многу. Тоа е непобитен факт и многу повеќе ќе не има во иднина, бидејќи олтајмерството веќе зема замав во минативе неколку години. Поседување на олтајмер? Па точно. Љубов кон едно возило, значи кој што датира од еден временски период, зависно од кој модел е. Значи имаме различни модели на олтајмери. Денеска ние зборуваме, значи стриктно зборуваме за бубата, инаку генерално имаме повеќе, значи модели олтајмери кои што датираат од различни временски периоди и години на производство. Зошто? Зошто, да. Пасија, љубов, емотивно поврзување или емотивна, можем да кажам, поврзување, семејна колективна меморија. Сите ние, еве јас спомени, будат спомени, еве јас и Тиберije, значи сите собственици на Буба возила, ние сме емотивно поврзани со самото возило. Зашто буди спомени во нас? Бидејќи тие возила датираат од период кога ние сме биле деца, кога нашите родители, зависно кој е жив, кој не е жив. И претпоставам повеќето и се наследени. Да, наследени се. И тоа буди многу спомени кај нас, многу патувања, прво излагање, прва матурска, прво идење на свадба. Значи, многу работи не поврзуваат, значи, со тоа возило и затоа сите ние сме толку поврзани со тие возила и можеме да кажеме дека е уште еден член во семејството. Има нешто магично во тоа возило, во сика варијанта е убаво. Што подготвувате во сабота, утре? Да, само да кажам, временска машина е, се враќаме во времето назад, кога ќе влеземе во тоа возило и во еден период кога било нешто многу поедноставно и поинтересно, а и нели имаме убави спомени со тоа возило и не знаете колку пати сум слушнал луѓе што имале буба и ја продале и колку им е криво. Вистина? Да, многу пати. А добро, што носи целата таа процедура да чуваш олтајмер? Што подразбира тоа? Подразбира ли некои временски врзани, да речеме, одржувања? Веројатно и многу скапо со оглед на тоа дека тие делови можеби се тешко достапни, па ако треба да се промени некој дел? Да. Значи, како и сега возило, сега кола и бара одржување месечно, кој како ќе го распоредили тоа, но сепак е трошок за одржување да бидат во состојба да може да запалиш и да одиш кај сакаш. Да патуваш не само Македонија, отворено. За делови се снаоѓаме од регионот, од Белград, од Истанбул, од Холандија, од Германија. Но секако е хоби кое чини. Па да, хоби кое чини, со оглед на тоа дека можеби не се вози секој ден, можеби се чува. Па некои ги возат секој ден, а некои ги возат на 2-3 недели. Или некои ги чуваат во гаража, па некои во гаража, некои дури не ги вадат кога врне дожд. А зошто кога врне дожд не ги вадат? Да не се испрля. Да не се испрля, да. Сепак. По добро и повеќето гледам дека имаат и отворени кабрио верзии, има. Тие се веројатно понови верзии, добро е, имам и од Не се понови, тоа се постари. Сите само имам, бубата има различни верзии. Значи има кабрио верзија, имаше спортски модифицирана, има, значи има буба, комбе, кој што е символ на мирот, значи тоа се неколку модели на таа славната буба, што ако можеме да кажеме со еден збор, бидејќи самото возило, гледачите може да видат ова е дел од нашата парада низ улиците на Скопје. Предизвикува внимание. Не да предизвикува, многу предизвикува внимание, така да можеме да кажеме дека ова што го гледат сега гледачите,
ова е дел од минатите паради и наши роденденски собири. Тука сме исто така во друштво на нашите драги пријатели од мотоклубот Ноќни волци, со кој што имаме прекрасна соработка. Секогаш ни излагаат во престет, секогаш и славиме некогаш заедно некои роденденски собири, а и овој роденденски собир малце понатаму ќе објасниме на гледачите така е направено. Прво навлиговме како вовед во тоа. Со оглед на тоа дека се страствени љубители на ова возило, од кога датира ова возило? Што можеме наизменично ќе се надополнувате? Од 1938 датират првите возила Volkswagen Буба произведени во Германија. Каква историја носи? Зошто е направено возилото? Секој возило има нели период кога се прави? Па првично Порше, Фердинанд Порше, добил наредба од Адолф Хитлер, нели, на времето тогаш, да дизајнира едноставно, економично и лесно одржливо возило за потребите на германскиот народ. И почна почетокот на на правење на прототипови. Имало на почетокот прототипови со контраврати што се отварале, што денеска никој пат не влегли у продукција, али се многу интересни се видат дека такви возила постоеле. И потоа, нели, после Втора светска војна, британците сеќа спасуваат Волфсбург во фабриката, ја обновуваат и од тогаш почна подемот на Volkswagen Буба и се до 2002 година во Мексико, Пуебла, фабриката Пуебла во Мексико, кај што е произведена. Тогаш се произведува? Последниот модел? Последната Буба од старата класична Буба, да речеме, тип 1. Добро, после тоа е се модификација. После тоа е втората верзија што влезе по модерната Буба, но таа згасна до пред неколку години и сега веќе не се произведува Volkswagen Буба како Буба. Сега постојат само старите Буба. Инаку за податок 21,5 милион возила продадени. Значи, Бубата остави голем белег во автоиндустријата, е најпродавана возила. Освен тоа што на собирот утре ќе бидат само од регионот, ќе бидат и од светот. Кај се имаме, не знам, колекционери? Колекционери сегде ни светот. Ние од 2010 година со самото формирање на Буба клуб Македонија, ние влеговме во тоа големо семејство на Буба клубови од светот. И ве контактира? Буба клуб Македонија. Контактираме ние некогаш, меѓутоа бидејќи сме на различни континенти, можам така да се изразам, нормално дека е многу тешко да се учествува на тие такви собири. Меѓутоа тука во регионот, во минатиот период, Тиберија и нашиве колеги од Буба клуб, значи зе да учество на повеќе собири кои што се блиско во регионот, така да соработуваме и постојат такви клубови. Например, има еден пример, гледачите не знаат, во Русија има огромен Буба клуб, што е нешто можеби несватливо. Русија, значи, нивните возила, Лада, Волга и се понастам, меѓутоа има голем клуб, значи, на Буба клуб во Русија и секаде на светот. Така да возило кој што е едноставно, че секојаш ние го кажуваме без никого да некој да биде погрешно разбран, има магија, значи привлекува самиот облик, самиот дизајн, значи самите бои на возилото. Вие само да ние не можеме тоа печатија, не можеме да ви ја објасниме, тоа може да го доживеете само ако влезете ја возите бубата. Значи внатре бубата и после толку години, значи има еден специфичен мирис. Тоа е некако несватливо. Колку и да реставрираме, он има еден специфичен мирис кој што доаѓа од фабриката, кој што направен во тоа време од тие материјали, значи дали шасијата, дали интериерот, дали некои пластични делови, значи внатре кој што има во самото возило, на вистина, како да ви кажам, предизвикува нешто за воодушевување, што за разлика кај другите возила не може да го видите, а и покрај тоа е, кажав, символ на мирот, синоним, значи за квалитет, за издржливост. Значи, еве, како пример, само ќе им дадеме еден пример на гледачите. Тоа исто сакав да прашам, да. Вратите на бубата се тестирани 2 милиона пати. Значи, замислите, отварани, затварани, и после 2 милионити пат е вратена на исто место. Значи, се затвара вратата без никаков проблем. Тоа докажува, значи, целата е облиена, целата е оклопна, значи, при самиот пат во вода, значи, има многу клипови, може да видат наши, ние, пошто знаеме за бубата,
доколку падне во вода, значи имате најмалку 15 минути да излезете од возилото. Значи возилото не тоне веднаш. Толку е значи добро херметички затворено од долниот дел, што водата нема да може во истиот момент да проде. Значи возило кој што и по своите карактеристики, возни карактеристики, издржливост, мотор, квалитет, остави значи стварно голем белег. И ете, ја можам да кажам, мене како собственик, а секако дека и Тиберие и останативе наши колеги и сите кои возат, навистина ни е голема гордост да возиме такво возило. Сакаше да надополниш? Да, сакам да допълнам. Да. Имавме еднаш во минатото еден собир на Боемска улица и беа колите паркирани нели едно до друга и многу заборам моментот кога спомна Вили за возилото има специфичен мирис. Имавме тие странични прозорчиња, лептири што се вика, отворени за да дишат колите и се сеќавам еден случајен минувач, вика леле само кога се доближи да мирисне, вика леле само се посетам на карактеристичниот мирис, препоставам што го враќа негово детството. Така, тоа е интересно, а ова што рековте за спомнето од регионот коли за настанот утре. Може тука и се официјално да најавиме настанот за утре, да. Прославуваме 13 годишнина од првиот собир на клубот во 2010 година и поканивме тоест имавме објавено отворена покана на нашата официјална Facebook страна кај што се пријавија 45 до 50 возила очекуваме, тоа се негде меѓу 80-100 луѓе што ќе ни додат утре пред црквата Пресвета Богородица во Скопје. Добро. И кога сме кај регионот, на пример, ќе дојдат очекуваме 2 буби од Volkswagen клубот Кефалонија. Од Грција. Од Грција. Тоа се 800 километри во еден правец. За прв пат ни доаѓаат гости. Да, тоа нешто Вили спомна. Да, убаво е да се слушна таква нешто. Луѓето, бубата или олтамерите, не само бубата, е само се причина двигател или катализатор да ни биде да се дружиме, да излеземе секојдневијата, да патуваме. Да. Спојува луѓето. Одлична можност, да, спојување, тоа сакав да го кажам, за вмрежување и за комуникација и за пријателства на секаде ни светот. Она што го зборувате за мирисот, ми го наметнува прашањето дека секој возило има своја специфика. Ако, не знам, и некако е останато, не знам, за некои возила велат имаат лоша каросерија, некои возила имаат таква специфика, онаква, какви специфики има ова возило? Што е карактеристика за возило? Так. Тоа што кажа Вили за водоотпорно, некаде може да плови, тоа е точно, пошто карактеристично е што шасијата и школката се две независни елементи, се спојуваат една с друга. Кога се спојуваат има гума и не може да навлезе лесно вода во моторот или во, например, во кабината. Пошто и кедерите диктуваат. Дури имала реклами на времето од Volkswagen, кај што вели дека мора да подотвориш прозор за да можеш лесно да затвориш вратата, пошто диктува колата. Диктува колата, точно. Да, и дополнително да не забораваме моторот е на воздушно ладење, со што сакаме да кажеме дека Хитлер дал наредба за херметички затворено возило. Можеме да кажеме, он е идејниот творец, потребно возило за кое ќе може да се лесно одржува во управува во пустини и на нели Арктик или на тешки во јаки зими. Да. И тоа што е воздушно ладење нема вода, значи и нема што да замрзне, да, нема антифриз. Добре, и сега нели што ќе ве прашаат сите, троши многу? На отворено 6,5 литра, сум коректно, во град 10 литра, 11. Па, добро, сега, како. Горе, доле, да. Добре, не е страшна. Да. Како повеќето возила се разбира, да. Ме интересира дека, ако сака некој да си купи сега, еден ваков олтајмер. Чини ли многу? Затоа што познато е дека олтајмерите, се извинувам, држат некоја цена по самото тоа дека се чува како олтајмер. Самото тоа дека е олтајмер и се чува со години се одржува, чини повеќе. Јована. Вистина ли е тоа така и за бубата? Точно е тоа. Се согласувам со тебе. Кога ги утрев темелите на Буба клуб Македонија, јас сум првиот, значи основач и председател. 2010 година, после многу години, значи, иницијативи кои што за жал пропаднаа. Ете, ова моја иницијатива е уште еден колега успеа. И еве, 13 години славиме, направивме безброј паради, безброј собири, кои што можам да кажам, еве, гордо, ни еден клуб до сега, збориме клуб, како клуб, олтајмерски клуб, не како индивидуалци, значи не може да направат, да,
така да ние те успеавме и направивме првите паради во државата, низ градовите, значи првите собири, првите дефилеа. Така да, кога се оформивме, 2010 година имаше олтајмери, секако дека имаше нови простори, меѓутоа заради тоа што не беа доволно експонирани, или може би не им се даваше големо внимание, па и може би ќе кажеме не толку вредеа, немаше некоја цена. Аха, добро. Меѓутоа, сакате да кажете дека целото тоа медиумско внимание... Да, секако нашите собири на Буба клуб Македонија, значи ние дадовме голем допринос, тоа е факт, тоа сите го знаат, сите олтајмерџи и сите останати кои што зема учество нашите собири, тоа значи имаме преку многу слики, значи собири, тоа можеме да го докажеме, дека направивме стварно голема промоција на олтајмерите, а поготово можам да кажам за бубата. И се случуваше некаде во градот да ме сретне, да ми каже, ти си тој кривецот, поскапеа бубите. Викам, ја не сум тој кривец, зашто сум кривец, значи ние чисто вршиме... Сакате да кажете тоа никој што сака да си купи, па да, вика, си поскапеа бубите, вика, заради вас, вика, поскапеа бубите, вика, сега, вика, беа буби, вика, една цена, вика, сега се сосема некој друга цена, меѓутоа, како и да е, ние со нашето работење, со нашата промоција, и на самото возило, и за очувување на културата и традицијата на тоа возило, значи, ние допринесовме тоа да се олтајмерството исто така се развие во Македонија, меѓутоа и луѓето почна многу повеќе да ги ценат своите возила, да ги реставрират и да ги донесат во она првобитна положба, значи кога ја купиле. И навистина сме горди на сето тоа, цена дека цената е висока секако, бидејќи за да се одржува еден олтајмер, потребно многу финансиски средства, многу енергија, многу време и верувајте, треба да дојде многу време, меѓутоа како и да е кој да сака, како и да сака и доколку е љубител, вистински љубител на тоа возило, тој значи ќе го реализира тој проект. Да, ќе си најде начин како се разбира. Да, ако сака некој сега да си купи, може тука од Македонија да си купи или треба да контактира надвор или тука и како себично си ги чуваме. Може, од време на време за себе. Да, затоа што многу ретко слушам дека некој продава олтајмер. Значи речи си да не сум слушнала таа, дека некој би продавал. Од време на време ќе излезе некој оглас или ќе ме контактира некој човек што знае дека продава или тој продава буба или барам буба, ќе ми рече, вемолно, ќе ни пише нашата официјална Facebook страна, сакам да набавам буба или ете, продава буба и ретко се случува. Али еве да само да надоврзам Вили што кажа нешто за бубата, на пример, еве за нашиот настан. Бубата ни отвори вратата за утрешниот собир кај Пресвета Богородица. Минатата година со супругата и децата бев да запалам свеќе во црквата и отец Трајче не виде и не препозна и он е љубител на олтајмери и буба. И му спомнав дека ете некој пат сакаме да организираме настан, рече нема проблем. И така во суштина се договарате и ќе биде утре настанот. Да, и утре ќе биде настанот од 12 до 2 официјалниот настан. Се надам дека времето ќе ве послужи, не за друго тие ќе бидат сите испрани, исчистени. Да, се надевам. Да светат тие пастелни бои. Дај Боже само времето да биде добро, се надевам. Се надам дека баш во тој период нема да врне. Ќе биде навистина нешто многу, особено во црковен храм, сите што ќе дојдат утре да запалат свеќа, ќе имат можност и вас да ве видат. Да, се надам ќе не послужи времето, иначе да напоменам дека е од отворен карактер за посетители овој настан. Секој што сака може да помине и да ги види олтајмерите колите излежени, пошто нема да бидат само буби, ќе бидат од колеги, ќе дојдат од клубови од Македонија, Peugeot 404, љубители на класик мини со мини мориси, разни модели, Спачек, кои исто така имаат 2CV Скопје клубот, кои што имаат исто мотори на воздушно ладење и индивидуалци, и се разбира колеги кои ќе дојдат од Србија, Врњачка бања, Ниш, Врање, едни од Беране, Црна Гора, и може да дојдат од Албанија, ќе видиме од Албанија. Она што го споменавме е дека ќе имате гости за прв пат од Кефалонија, дека колку километри ќе патуваат. Ќе ве прашам сега, вие колку сте пропатувале најмногу километри со буба?
Многу. Мислам дека минатата година да доста нагазив на гаста и пропатував доста. Мислам дека повеќе околу 5000 километри пропатував. Бев на собирот во на островот, грчкиот остров Тасос. Така. Да, добро. тоа ми беше на долга релација и другата ми беше до Мостар. Исто. Исто долга релација, речеме 700 и нешто километри, 1500 километри во двете насоки. И другите собири што бе во регионот, не мислам дека негде прокнижив некои 5000 километри. Нешто и беше интересно што почнав да се гледаме со мајсторот. Како е добра? Што би се добра. коска. Да, коска, да. Имав еден дефект, сеќавам се случи во Скопје со бензинската пумпа, на време наследив пред да појдам на собири, пред да сопругата дознае дека ми е расипана, да не се секира дека ќе не остане бубата по пат. Дека добре ќе биде, да. Да, али беше интересен еден период, пошто мајсторот што ми одржува, Цичко Миле, бубата ми рече вика на 2500 километри дојде да промениме бензин, да промениме масло. И во еден месец се случи да се гледаме, да се видиме, имав неколку собира да се видиме за месец и по 3 пати се видовме за промена на масло. Што направивте? Да, пошто има потреба малце порано во смена ми, така да некој беше интересен момент кога почнеме да се гледаме месечно по 2-3 пати. Тоа е добро. Патувањето е вистинско задоволство. Али пак ќе кажам, тоа може секој да го доживее доколку патува. Ете ние можеби во иднина, не, можеби туку секако дека во иднина планираме, имаме некои планови за некои патувања. Буба клуб Македонија имаме во план да организираме такви патувања низ просторица на бившата Југославија, бидејќи имаме колеги доста од клубови кои што се на тие простори, така да ете имаме во план, па секако дека ќе ве поканиме, Јована, да дојдете и вие како екипа на македонска телевизија, бидејќи да сигурно ќе има собири каде што ќе учествуваме и навистина ќе можете да видите дека стварно вистинско задоволство е да се биде таму, бидејќи луѓе од повеќе земји, од различни држави, од различни нации, од различни етникуми, а сите тие генерално се поврзани со колата, кој што е символот на мирот, знаете, еве уште еднаш ќе повторам. Може да искористиме сега веќе тука да го заокружуваме разговорот и да ги повикаме утре сите, нели? Да, затоа што многу убави пораки упативме. Така да. Енергијата која добиваме кога патуваме или кога ќе видат некој фосаген бубата, зборам лично од мене страна, е прекрасна. Не само што ќе појдам на некој место што не ми текнало претходно да појдам, авантуристички малтене. И енергијата луѓето што ми ја враќаат е прекрасна. Значи, буди многу позитивни убави моменти. Инаку утре кога што спомнавме со колегите, пријателите од Нокни волци, вечерта ќе прославиме, ќе продолжиме да прославуваме и нивната 17 годишнина од 19 часот кај нив до... Така да вие утре имате целодневен настан. Целодневен настан. Па во интерес на луѓето што ќе дојдат од страна, трудневен настан од петок, сабота и недела, за да биде интересно за луѓето што ќе дојдат од страна, да не биде само за 2 сати дека која обично траат да се соби. Убаво организирано, Јована, од наша страна, ќе имаме и разглед на градот. Тука сум ја во тој дел, да, тука сум јас, знаеш, Јована, во тој сектор кај што сум јас. Така да ќе имат можност нашите гости и темоци да се запознаат со културното наследство на нашиот град, Скопје, да им ги покажеме убавините на градот Скопје. После ќе имаме ручек во старата Скопска чаршија и продолжуваме со програмата, значи до вечерните часови, кај што се дружиме со нашите колеги сите, со ноќните волци. Еве, не сум загрижена за тоа како ќе бидеме представени, готова. Благодарам. Се јасно ви посакувам убав настан, посакувам да имате повеќе можности зошто да се собирате и да ја споделувате енергијата и љубовта. И се разбира, тука сме за повторно да зборуваме за тоа магично возило кое што постои и се разбира. Во следна прилика ве чекам. Ви благодарам многу за поканата и за секогаш за соработкава на Македонската телевизија и вашата утренска програма. Секогаш ни давате значи подршка во промоција на нашите активности и настани. Ви благодарам многу.